кавадаречкиот и македонскиот фудбал Начо Тотовски. Сум роден во Кавадарци. Имам 80 години точно денеска. Сега правим пред неколку дена. Направих 80 години. Па тоа беше друштво на мала беше, нашето беше црквинското мало. И така мало со мало игравме и знаеш како е талентот полека се изодвојува. И така ме пронајдува мене, ме зедоа да идем у Гоце Делчев, тогашен тикве што беше наш, тој се викаше Гоце Делчев. Па после стана, кога дојдоа бугарите, па Симеон Терновски. И така јас станав фудбалер од повисока класа. Колку години имавте кога го одигравте првиот надпрв или се сеќавате ли со кого беше тоа? Имав 17 години, со граѓански од Скопје тие гостуваа кај нас и сите ги зедовме дома. Кај нас тоа ги немаше како сега кафани, мафани немаше. Ние ги зедовме дома кај мене, тој ги беше Ато Шипски. Како гостен ми беше, ја го зедов дома да спие кај мене. Па на превоз играше на горното игралище, на болницата. Болницата таму се играше тоа, првото игралище наше. Мрежи немаше, ама стативи турија, така импровизираните. И многу публика дојде, Каде се соблекувавте вие фудбалери? У Илчо Путкин. Како му беше презимето нему? Е него дома? Да, кај него дома. Тоа беше облекално, он таму седеа. После 47 година Тиква ще го доби своето име. Иначе до тоги немахме ни име ние. Така, мало беше, нели. Кој што беше по-талент се одвајаше. И овие постарите наши како Ило Мукеетов Урзо. Тој беше како организатор. И тој е вака, ај момче ти ќе играш, ај момче ти ќе играш, ај момче ти ќе играш и така тие постарите не прифатија нас. И ја така полека станав добар фудбалер. Петка, центргал, цел живот тоа го носам. За 30 години играње фудбал, не знам колку можам да кажам тоа, утакмици сум играл. Голови имам 2 постигнато, само 2 гола. Од цела играчка кариера? Од цела моја играчка кариера. Тоа прво у Горна Џума, како војник. Корна кога се пуце, јас бев многу висок и добро игра со глава. И таму постигнат 1 гол и овде кога игравме со Вардар, ме пуштија на Корна да одам и јас со глава го дадов вториот гол. Значи 2 гола сум бил, стално сум бранел, а не сум давал голови. Најтешко да го чувам и беше Мулац од Скопје. Тој играше за работнички. Бивши работнички, стар. Беше многу незгоден за чување. Одеше стално на лева страна, а ја на десна го држав него, така да многу голема мака сум имал. Исто така Цинциевски. Играше за Вардар. Прво за работнички, после играше за Вардар и многу тешко него да го чуваше. Цинциевски од Вардар. Јас го држав него цело време, тој играше центарфор, ја играв центрахал. Го држав, знаеш како, не му дадо топка да фати. И многу лут играч. Малоше со раци, со ова, ја увек сум трпел. И на крајот ми вика, абре, тото, мајко му Сара, како не ти изнервирам јас, цело време те пцувам, а ме пцуваше цело време. Ја викам тоа, ти што пцуиш, тоа е ветер. Ја гледам топка да спасам. И така ми пружила рака мене. Имате ли во вашата кариера заработена црвен карт? Никако. Ни опомена неам јас. Ни жолт карт? Ни жолт карт. Бев многу оштар, али у фер плей. А најоштар бев од сите. Али увек ми е била топката, преокупација, а не човек. Дали сте имале повреди во вашата фудбалска кариера? Не.
Не сум имал това. Нито еден изчешен од глоб с Не, пшеница. То ме чувало здравието. Па јас сум бил, да ви кажам право, многу сум тренирал. И како играч, и како тренер. Јас многу се движев, многу играв, многу трчев. И затоа што бев увек припреман. Повредите доваѓат од неприпреманост. Најмногу доваѓат од неприпреманост. Ако играч не е припремен, он клони на повреди. После мене беше Ролич се истакна, Грозданов, он се истакна како подобар фудбалер од тие. Кој други така ти? Немаше друга генерација. Тие беа помали генерација од нас. Ролич е втора генерација моја. Амкорот е трета генерација. Топот е моја генерација, добро што ме подсети. Ете, од тие играчи Топот беше еден од најдобрите играчи. Тој со глава многу добро играше. И кога е кал, тој цела глава му беше. Кој бранеше тогаш во ваше време да тикаш? Стојан Белевски. Стојан Белевски. Стар играч. Голем, многу голем голман. Тој вака фаќаше топката. Немаше како сега вака да фаќа него. Вака фаќаше топката. Он беше еден од најдобрите голмани. После тоа се појави Ристо Анđушев, како добар голман, нели? После тоа дојде Кире Николовски, еден од многу поквалитерните играчи. Тој отиде за Америка. Иначе, кавдаречкиот фудбал многу го напредна тоа дете. И со него влегов во втора савезна лига и доста време останавме, колку 9 години останавме во таа втора савезна лига. Победа Прилеп, Тиквиш ми е матичен тим. Караорман Струга. Играв и тренер бев тамо. У Бучим бев и играч и тренер. Победа Валандо бев и играч и тренер. Во Борец и играч и тренер бев. И не се сеќам и други. 48 година, како офицер, тој мајор станав, ме одредија да бидам шеф по физкултура за цела Македонија. И од тоги веќе играв за граѓански во Скопје. После од граѓански Скопје играв за Слога Југомагдес, што е сега ова. После тоа у Трговски. Трговски имаше еден во Скопје. Последната утакмица у Караормана изиграв 50-та година. Последната утакмица моја. Тоги имаше репрезентација на Охрид и репрезентација на Струга. И ја како од постарите капитен бев на таа репрезентација и таму ми беше последна утакмица. И така, после па станав па тренер. Ме пратија на виша тренерска школа. А заврши војната школа, тоа не ви го кажал, а заврши војната школа како мајор. И кога се вратив назад, тоги ме одредија да бидам како селектор на македонска репрезентација. И на таа функција доста време бев. Во кој период е тоа? Во кој година? Тоа е негден од 47 година, негден до 58 година. За репрезентација на Македонија имам скоро 7 утакмици. Тоги репрезентацијата не беше сега како што имаше плејата на играчи. Немаше многу играчи тоги. Тек тук некој играч ќе најдеш вака, вие што бија поголемите од нас, постарите луѓа, така одеа по градовите и наоѓаа по некој играч вака. И така не одваја нас. И така мене ме открија. Ме зедо у Скопје тоги. И легул репрезентација. Цинциевски играше добро.
Мулац играше добро, во тоа време Драган Ѓорѓиевски Геджо, што беше Кришка, добар фудбалер од Софија, играше за Македонија. Драган Ѓорѓиевски исто така играше таа репрезентација што беше и други. Како војник, знаеш како ни дава понекпат да играме и мене тие што беше подполковникот ме примети како се одвајам од другите и ме зедо у тимот на Горна џума. И како таков отидува репрезентација на Бугарија за војната. Таа утакмица ми беше, мислам, сон. Кога завршиме, игравме со репрезентацијата на Софија, јас тие гол се го дадов со глава, ја победивме репрезентацијата на Софија. И така ме открија мене и не ме пуштија после да се вратам дома на отпуск. 6 месеци ме држа. И кога ме пуштија после, и отидов у Партизан и не се вратив. Како партизан не ми е паднало да играм фудбал. Немавме време, ние никако. Јас брзо време од редов војник станав офицер. Командир бев на чета, после станав командант на батальон и никпат немаше време да јас играм. А иначе у Партизани, у РДА, у Грција, дојдоа овие американците, играа фудбал таму, ама ја не отидов таму да играм. Носев пушко-митралес, мене ме задужија со пушко-митралес и така, нема време да играм таму. Во кои борби имате учествувал неве како партизан? Најмногу на Ракле, борбата на Ракле. После борбата на Никодин, борбата во Топлица. Тие ми беа вака впечатлени, затоа што од Прилеп до Лазовто Мовче, тоа бе германците се влечеа од Крит и ние стално ги напаѓаваме. Ја бе пушко-митралезец на прва борбена линија. Мојата тренерска кариера траеше негде околу 5 години. Скоро во сите екипи имам видено тренер, али најмногу во Победа Прилеп. Таму и се оженив. Кога дипломирав на Виша тренерска школа у Белград, дојдов тука и 3-4 дена бев и дојдов од Прилеп и ме зедоа да бидам тренер таму. Таа победа водев од 52 година негде до 74 година. Победа водев. После тоа се врати пак во Теквеш да играм, да дојдам тренер. После у Борец Тито Велес отидов како тренер. Од тамо ме зедо во Работнички Скопје да бидам тренер. Во Трговски во Скопје да бидам тренер. Во Валандо ме зедо тој да бидам тренер, таму бев колку 2 години. И други таму што сум бил од тие. Јас, да ви кажам, бев прав педагог. Кога играчот се сгреше, јас совет ќе му дадам, а не да го викам. Оти ако му викнеш на играчот, психолошки делуваш на него. Може така депресивно делуваш па да заборавиш што е играл, да речеме. Кавгата е најлошо нешто во животот. Ја никпат не сум се карал со играчи, никогаш. И до ден денеска сите ме поштуват, сите играчи ме поштуват. Од далеко мајсторе, така ме викат мене. Тоа е. Добар врховски тренер. Пред се родител. Со него, мојата генерација, генерацијата испред, генерацијата после мене,
кои што ги тренираше. Можеме само да кажеме похвални зборови и за двата случаи, и како родител, и како тренер. А тоа заедно многу што носи. Од него научихме многу. Пред се да видиме добри граѓани на оваа држава, да видиме добри фудбалери и најнормално добри родители. Па ја почнав негде далечната 65-та година од ракомет, поминав во фудбал, пак благодарение на господинот Татовски. Во тоа време имаше едни работнички спортски игри, каде што ја бев ученик во гимназијата, тогашна Јосип Брос Титос, сега Добре Даскал. Го освоихме првото место. Да биде интересно што повеќе, игравме финале против тогашниот работната организација Машо Ремонт, каде што игра и двајца изваредни играчи у тоа време, покојниот Боро Клашев и исто така и покојниот Джиров. Оние има изваредна екипа, меѓутоа во финалите ги победивме, ако не се лажам, 8-5, се што ја постигнав, се сеќам, на 5 гола и бев и голгетер на тие работнички спортски игри. Пошто ракомет играв јас, господинот Тотовски, кој беше скоро дојден тогаш во Тиквиш, со напори да не речем да ги убеде сите наши тогашни раководство, на тогашното раководство во ракометниот клуб Тиквиш, да ја поминам од ракомет во фудбал. Пак тоа беше негова дел. Така да, почнувајќи од таа 65-та година, па према до 83-та кога го завршив и активното играње, само во неколку наврати него го заменуваше Блажо Малинков и ми се чини една сезона беше Хеџ Василев. Иначе целиот период од, да не речем, тоа околу 18 години колку иде, се сум бил под раководството на господинот Тотовски. И како играч, и како тренер сум бил многу мирен, а оштар во игра. А како тренер никпат не видела публиката да јас сум нервозен. Увек сум наоѓал така да делувам психолошки на играчите. Затоа што играчите кога ќе видат мене нервозен на клупата, се ствара кај нив нервоза. Тоа е многу важна работа. Тоа е психолошки момент. Или па да му викнеш на играч да го искараш многу, тој ќе се разочара. Достојанство му го рушиш. Он секогаш со нас ги решаваше работите како татко со син или учител како ученик. Никогаш у неговата кариера, барем јас колку што памтам, не е дошол во ситуација да си изразам права да речке да не опцуе или било што да преговори што негативно би делувало и на самата атмосфера, а и на самиот фудбалер. Така да ја не знам да е за таков, ја го знам само едно изваредно светло. А уште како пример ќе посочам колку он беше, да не речам, сплотен со нас и како тренер и како родител. Ние скоро на сите припреми кои што ми ги имале во далечните 65-та спрема 83-та година, скоро секогаш зимните периоди припремите ги водевме во Доријан, во хотелот Меркур. Таму бевме скоро секоја година, скоро секоја година обавезно 10 дена или 15 припреми, една вечер ние сами си дававме оддишка. Така да секој ние ќе отидеме, и тоа комплет, цела екипа, ќе отидеме до касните вечери. Тоа е права вистина. Кога викам касни вечери не значи 2-3, него до 12 сата, таа политички час у тоа време беше 10 сата. И се сеќаваме една година, негде само 70-74 година, бевме на припреми и се задржавме на музика во Мрдаја. А он секогаш тиеше во едно мало сопче над сталите во хотел. И јас, на овие играчите, сите останали колеги мои му викам, слушай да ви кажам сега, полека, сите еден по еден право во собите, никој да не преговори, утре се бојале во 7, обавезно на доручок нему некој да закасне. И тоа и се беше. Ја го гледам озгора, така наречениот мајстор, и стварно мајстор не беше во фудбал, од озгора на ѓада. Меѓутоа ние полека, сите во собите, утре се бојале во 7 редовни, он во 6 и по останат, седен една масичка, и тој келнерот ми вика, ела вамо вика, ти вика, тренер, одам јас таму и ми вика, после доручок одма састанак. Ја ми вика, мајстре, састанакот е, сега е кратко времето меѓу тренингот беше во 9 сата. Ај после тренингот да биде. Да, може.
И но вие му викам играчите, колегите мои служители, ви кажам, сега простувачка нема. Кога не грабна во пескот луѓе? Какви програми, какви ништо, ни програма, не ништо. Няма викам, не сме никој да откаже сега. Многу е важно да издржиш. Стварно знаеме да вечера да бидеме до кавство, меѓутоа и мора да издржиш оно што го захтева он. И стварно ние станавме жива вода, на нас немаше, ама суво место немаше кај да се најде. Он беда веќе, дека максимум ние даваме, нема проблем, никој не се откажува. И едно време вика, доста прекини се, нема ни sastanak, нема ни ништо. Така да кажам, полна му е душата. Така да, претежно неговото тренерство беше емна стручна база, а и, да не речем, родителска, другарска база. Значи, Тотовски немаше шанси човек да го купи. Колкото точно? Точно е. Не се деси таква работа. Мен ме е многу нуделе, затоа што Теквеш стално е бил во врвот на лигата. Те од Прилеп ме нуделе, те од Скопје ме нуделе, те многу тимови, јас не сум разговарал за таа работа. Не ме купил до сега никој. Никој не ме купил. Вака да речеме, доаѓало некои работи да му помогнеме на некој. Али да те купи некој, тоа мислам дека е најниската работа во животот мој. Ја, пошто дипломирав на ДИФ во Белград, после ме пратија на Виша тренерска школа. Од кога заврши Виша тренерска школа, ме прати у Нови Сад на масарска школа. Година дена треше таа. И така се устручнив, и тоа ги бев јас, и у Теквиш, и тренер бев, и физиотерапевт бев. И у Победа исто така. Затоа што тоа ми е мене професија, а да ви кажам право нешто, некоја дарба е, ја анатомијата одлично знам. И до ден денеска му па играчите сите кои се повредат право кај мен дома играт. Ева идат да му помогнам колку можам, нели. Изчашено, изместено тие работи сите ја ги правам. И до ден денеска работам на таа работа. Али да ви кажам право дека ја имам многу материјал дома, многу читам. Печатокот ми, најголем печаток ми остана кога победивме Вардар овде. 3-1. На игралиште немаше, на дрвета беа качени луѓето. Толку народ се собра. Знаеш Вардар како беше? Вардар играше у прва Сајузна лига, а ние тој ги влегуваме у втора Сајузна лига и како прослава го поканивме Вардар да. И тој го тепавме 3-1 Вардар. Па топот играше. Тоа знам дека играше топот. После дојде Амкаро да игра. Ролич играше во таа екипа, тој помладите тие беа. Од постарите само јас бев тој. Немаше веќе тие. Вуко Каров е после Амкарот. Вуко Каров е отиде, играше, таа утакмица игравме со Вардар, Вуко Каров го открие и го зедал Вардар. Тој ги од Вардар отидел. Што најмногу ќе ви остане во сеќавање од играчката кариера? Најголемо впечатление ми остана у Софија, у авијатиката. Играв за прв воздушен полк на Бугарија. И играме со Пловдив. На таа утакмица јас добив скоро најдобра оцена. Толку ме извадува кога победивме 2-1 таму, нараце у Софија, нараце ме изнесо од теренот. Тоа впечатление не може да го заборавам ник пат, јас просто сум плачал од радост. А во тренерската кариера, кој момент би можел да го издвоите? Тренерската кариера кога Победа влезе во втора Сајузна лига. Од железничка станица долу до площадот ме носе наравно. Тој ги влегов во втора Сајузна лига. Исто и кога влеговме овде у Кавадарци, кога влегов во втора Сајузна лига, исто така ме носе. До Балкан ме однесува. До хотел Балкан. Горе ме однесува, и банкет имаше таму. Имаше ли во Кавадарци воопшто во тоа време суди и фудбалски? Па да ви кажам право, за бивши Југославија немаше. Судеше Славко Темков. Овде му беше обесен саатот, будилник саат, нели? Тие суди беа така.
и он ќе го носе, ќе го гледа саата, тие суде, утакмица суди. Тие прави затечоци там да ја наречеме. Потоа, да споменем името на Иле Каровски. Иле Каровски, од тие постарите, подобар судија беше. Он има и у Републичка лига суден. Добар педагог беше. Кај него еднаш го имат натепано и него. Само не знам на кој надпревар, знам го тепаат таму. Легендите на југословенскиот фудбал. Имате ли соработувано или играно со некој од тие легенди? Па Бобек, Топлак, Иван Топлак, сумирали со него. Не може да се сетам на некои други играчи. Тие ми беше така по-близки ми беа многу. Милков, голман. Кире Николовски. Од овие помалите Амкарат, Вуко Каров, Топот, Ролич во тоа време. Ова Ристе Грозданов. Халчи играше, многу добро беше тоа. Анđушев Ристо, како голман. Перо Анđушев, како добар играч. Блажо Малинков, како лева полутка. Тие така поистакнати играчи беа. Али Амкорот во тоа време беше многу јак удар имаше, лева. А па Блажо Малинков толку беше јак шутер да кога отидам у Прилеп јас да бидам тренер, тој играч беше Моша Марјановиќ, легенда југословенска. И мене вика, Начо, овој би вола убио. Блажо Малинков. Овој би вола убио, вика. Со лева. Најдобриот голман што бранел за Тиквиш. Тој е Кире Николовски. Која генерација тоа? Тој е 67-68 генерација. Најдобар десен бек во историјата на Тиквиш. Манчо Малинков. Еден од постарите. Манчо Малинков, Бог да го прости. Лев бек? Од таа генерација, Сао Малинков беше еден од најдобрите играчи. После тоа до него беше па Топот. Таа иста генерација игра со они двајца. А сега да дојдем на онаа ваша вистинска позиција. Најдобар центар халф во историјата на Тиквиш. Јас сум тоа. Две полутки или два халфа? Тоа е Благој Бошковски. Во таа сега најнова, постара генерација. Тоа е лева полутка играше Ано Климов. Десна полутка Џоко Ицев. Така најзабележителни. Две крила, лево и десно? Пано Недев. Десно крило Џоко Ицев. Во таа генерација. Сега голгетер, односно центар фор. У старата генерација Блажо Малинков и Ано Климов. На некој начин вие сте и почесен селектор на таа селекција на ветерани на Тиквиш. Па играме со репрезентацијата на Македонија, репрезентацијата на Вардар, репрезентацијата на Ѓевđelија, стари ветерани, со репрезентација на Струмица. Јас, овие 10-12 години, сум селектор на таа ветеранска репрезентација. Имам многу признание имам. Еве ова. Што е ова? Тоа е златна плакета. Ова е од Сојузот на фудбалските тренери на Југославија. Да. Тоа е за се изгледа како што стои надписот на плакетата за работа во периодот од 1950-та до 70-та. Ете така. Ова е инаку сребрна плакета од
Сојузот на друштвото на педагозите по физичка култура на Македонија за работа во периодот од... професор. Да. Каде бевте си професор? Бев у Прилеп најмногу. Професор по физичко воспитување, да. После тоа бев у Тито Велес Борец, таму бев и наставник и тренер. У Скопје бев у Народна милиција и наставник бев на милицијата и тренер бев таму. По исто време и на тимот од милицијата. Милиционер. Милиционер што беше. Јас искам да ви кажам, мојот предмет многу го сака учениците. А чим предмети го сакат учениците, да знаете дека многу добро учат они. Јас во животот единица немам дадено. Толку време бев наставник, единица не ми се десило мене да дам на ученик. Бев сте наставник во средни училишта? Цело средни бев училиште. Сега, кога бев во Струга, бев во Смолетка. Таму немаше средна школа, беше во Смолетка. Таму предавав и хигиена предавав, предводничка обука предавав, физкултура предавав, али оцена слаба немам дадено до сега. Фудбалот во Македонија многу стагнира. Ние стално сме одликувале со добра репрезентација, со добар фудбал македонски, се носи и за бивши, за време окупација Македонија била една од највредните. Сега е многу на ниска точка дојдем. Што е причината за тоа? Па не работат. Тренерите не работат. И нема квалитетни тренери. Нема со школа тренери. То сите преучени тренери. Јас сум оставил фамилија, на виша тренерска школа 2 години сум бил редовен студент. На ДИВ сум бил исто така женетбе, пак сум се одвоил од фамилијата па учев. И до денска учам уште. Како треба да се одвива селектирањето на фудбалери? Па тоа треба да почне од пионерска школа. Треба да се пратат тие пионери до младинци, па после таа прва екипа. Ја така сум стварал репрезентација, така сум стварал. Увек сум ги пратил тие пионери. Ја едно време бев тренер на пионерска школа, на младинска школа и на големите, на сениорите бев. Не ми е било тешко мене од Сабаре да бидам до вечерно игралиште. Така се ствара фудбалерите. Фудбал во Кавадарци на најниската точка е сега. Ево сега, горе-долу, ова година некако дојдовме до прво место, пак се вративме од таа Македонска лига, кај што ние местото нас. Сега нема тие втора лига, нема Југословенска втора лига. Ова е сега лига овде. И да ви кажам право, фудбал многу падна на многу ниска точка. Сега, за да остане у таа Македонска фудбалска лига, треба да ствара кадар. Како играчки кадар, така и тренерски кадар. Треба да се устурчи во тело. Ја не знам, порано беше семинар во Скопје, семинар во Белград, семинар во Сплит. Луѓето ангажирани беа како тренери, така и управата. Сега нема ни семинари, нема ни ништо и така стихино се развива фудбал, затоа паднате фудбалот. Во Тиквиш 22 години бев. Сега, ова година, последната година, нити ме викат, нити ме да некој да ме викне да рече, значи, дојде вамо малку да позборуваме и да ви кажам право, вече и слабо одаме утакмици. Некако ми одмиле фудбалот. Вие млади тренери сега, иако сум бил на сите ја тренери, и Глигоров, да речеме, и на Блажо Малинко сум бил тренери, сите овие, и неко полека како да се одвајат од постарите тренери, така. За името на Начо Тотовски, мислам излишно да скопира за неговото име и презиме. Со господинот Тотовски поминав точно 20 години. За овие 20 години, као активен играч и као тренер на фудбалскog клуб Тиквеш, после неговата кариера и мојата, односно играчка кариера, се трудев да најдам негативна работа кај него, безуспешно. Значи, со 2 збора се кажал за господинот Тотовски. Идеален човек со започно не се купува. И дал за кладечкиот фудбал доста.
Токму така. Мајсторот даде многу не само за каладаречкиот, туку и за македонскиот фудбал воопшто. Ги постави темелите и остави аманет за продолжување на фудбалската традиција. Сепак, фудбалот беше и се уште е сиот негов живот.